И сето тоа што го посакуваме во животот, без разлика за што станува збор, треба да биде во согласност со нашиот карактер и во согласност со нашите и морални вредности. Бидејќи зашто правевме муавет сега скоро дека не по секоја цена. Филип, как си? Добро сум, супер. Се трудам да бидам подобро секогаш. Да. Добра сум. Ти? Добар? Добре, еве. Ова недела малце поеќе снимање, пуша сега недела малце патувам, ама недела после водно матка одмараме, малце по малце трчање, не сум толку активен, ама ова ми е недела за рекавери, одмор. За повеќе зборување, може би. Па да, ова сега снимаме ние кој е четврток, ова ни е трето снимање неделава и баш неделава е за тоа, за малце повеќе зборување. Фала ти што нели прифати си тука од Струмица, за да поразговараме малце повеќе на одредени теми кои што ти имаш повеќе искуство и се во склоп нели на ментално здравје. Тука тоа прво прашање кое што секој гостин мора да го прашам. Што за тебе представува ментално здравје? Па, ако тргнеме дека физичкото здравје е здравјето на телото, тогаш менталното здравје е здравјето на умот, односно здравјето на душата, да кажеме. Значи, тоа може да се поистоветува со спокој, со мир, со трезвено размислување. И менталното здравје е, дури можам да кажам, сега, знаеш, одма јас си тргам, менталното здравје е можеби способност, знаеш, трезвено да ги прифатиме работите кои што не можеме да ги смениме дека се такви какви што се, а упорно и вистинито да работиме да ги смениме работите кои што можеме да ги смениме. Тоа можеби за мене е момент на добро ментално здравје. Да. Како е веќе си изградена личност која што има поминато низ многу работи, како дое до тоа размислување, да така размислуваш? Кои беа некои важни моменти кои што тебе те натера вака да гледаш на менталното здравје како целина? Па, знаеш, како личност созреваш, еволуираш, знаеш, цело време и тоа се еден куп моменти. Јас можам за себе си да зборам сега, се што ќе зборам денеска ќе зборам за самиот себе си, дека јас сум таков човек да цело време се анализирам самиот себе си. Ја анализирам секоја моја постапка. И дури на моменти тоа е премногу, бидејќи знае да биде многу напорно. Но не секојаш сум бил таков како што сум денес. Значи, уште, можам да се навратам во моите студентски денови, дефинитивно не бев, можеби толку посветен, не бев толку амбициозен, онака живеев, баш како што можеби требаше да се живее во тој момент, но сите оние постапки и сите оние моменти, ситуации во кои што сум се наоѓал, во кои што сум бил, нели, во изминативе години, сум ги анализирал и сум трезвено сум правил чекори да бидам подобар. Пред се за самиот себе си, не конкретно да бидам пофинансиски моќен, него ли да бидам подобар во смисла да можем да се погледнам самиот себе си од трето лице и да си кажам на самиот себе си дека тоа што го правам конкретно во таа ситуација е окей, нешто не е окей, да си прифатам сам себе си критика и сам себе си да се пофалам во одредени ситуации, но секогаш да бидам смирен, се трудам да бидам смирен во секоја постапка, во секоја ситуација во која што сум во животот и се трудам да станам човек како што мислам дека заслужувам јас пред се, а и заслужуваат луѓето околу мене. Да, тоа е интересно што спомна, видејќи не може сега ние се раѓаме и одма стануваме битија кои што и трезвено размислуваат и носат добри одлуки, туку треба да поминеш низ некој тој период што е, дали тоа е средно или на факултет или кај што ќе пробаш да се најдеш сами од себе, за да доеш до некоја не знам, животна фаза кај што си окей, да, се погледнеш во огледало и си задоволен со тоа што гледаш и можеш да бидеш искрен со самиот себе за окей, ова не чини, ова е добро, така продолжи, ова може смени го. Тоа е интересно, бидејќи го нема тој притисок да окей, мора уште кога ќе дојдеш на факултет да знаеш се, да носиш најдобри одлуки, да
Да, некојаш ќе загрешиш, ама како ќе научиш од тие работи и како ќе продолжиш после понатака да... Па да, мислам дека она желба која што имаме да се подобриме самите себе си, пред се треба да биде реална, да биде вистинска и да биде искрена. Јас секогаш велам и на моите клиенти ќе дојдеме до тоа дека кога во животот посакуваш нешто, но го сакаш вистински, тоа ќе си најде начин како да ти се оствари. Ама не треба да го лакомиш, не треба да го посакуваш онака, знаеш, по секоја цена. Бидејќи нешто кога сакаш, ако сакаш сами од себе си да се промениш, да се смениш, треба да знаеш дека нели минуваш низ процес кој што е баш онака доле горе, значи нема постојана линија права, не е рамна линија воопшто и побитно е да во тие моменти кога всушност може би се чувствуваме дека идеме надоле, у надолна линија, мислам дека тогаш борбата и желбата, ако остане вистинска, многу полесно и побрзо ќе се вратиме нели на правиот пат. Да, и не секојаш желбата и некоја наша замисла е доволно. Значи ние ако сакаме нешто да оствариме или да бидеме некаде, останува само на тоа, само на желба, а не внесуваме ни време, не посветуваме на тоа. Не мора цело време да работиме да оствариме тоа, ама барем малце од малце да работиш на тоа. Тоаш ќе доеш до тоа ти што викаш ќе се оствари, некојаш ќе се оствари. Не може одма, не може сега денеска ние нешто ќе намислиме и утре ќе се оствари. Да, дефинитивно. Ама ако работиме кон тоа и ако имаме, јас секогаш викам, така најчесто како на некој мој начин ги евалуирам работите, ако посакувам нешто од кое што или ако сум у некоја ситуација од која што ја не можам да замислам да живеам без тоа, мора да се откажам од тоа, за да најдам некоја здрава основа на тоа зошто го сакам. Значи, ако јас и не знам, сакам подкастов да успее, и ако сето тоа што правам и ако си замислам дека ако подкастот не постои повеќе, ја не можам да постојам како човек, тоа не е здраво. И од тука мислам дека сите наши желби и замисли, освен тоа што ќе ни бидат желби и замисли, ќе работиме кон тоа, треба да имаме јасно зошто го сакаме тоа. Па да, тука е моментот на можеби погледнување во огледало, бидејќи пред се треба ние да се знаеме самите себе си. Да знаеме, повторно ќе кажам, сум се само анализирал целиот живот и можеби сега во моментот го правам тоа, но мора да се знаеме каков карактер сме. И сето тоа што го посакуваме во животот, без разлика за што станува збор, треба да биде во согласност со нашиот карактер и во согласност со нашите и морални вредности. Бидејќи зашто правевме муавет сега скоро дека не по секоја цена, сваќаш, значи ако нешто сакам јас да сменам, да променам во својот живот, а ако тоа разберам дека ќе ме смени на мене како личност, дека не е тоа што сум јас, тогаш не го правам и готово. Не му ставам толкова тежина, сваќаш, значи во животот, и тоа на мојата сопруга многу често и велам дека да, добро е да имаме нели желби, цели, идеали и така натаму, но кога ќе дојде момент да тоа биде по цена на нашето ментално здравје, тогаш не вреди и готово, значи продолжуваме понатаму, тоа не бива и готово. Да, не е ништо страшно, мислам. Тука е моментот да сватиме дека можеме и без тоа. Не мораме по секоја цена. Да. Не, тоа кога ја тоа за мене знам кога тоа го сватив дека окей, можеби сакам ова да направам. Имало моменти кога сум се откажал од некои работи кои што стварно многу сум ги сакал, ама видов дека и полош човек станувам и луѓето околу мене не се луѓе кои што би сакал да живеам со нив на подолг рок, а и ја не се чувствувам толку задоволно, бидејќи некојаш, знаеш, и мислам дека тоа некојаш ние сакаме да доеме до некој ниво, ама уствари уживаме у процесот и кога ќе доеме до тоа ниво и кога ќе оствариме нешто, чекај ова не е толку добро колку што мисля дека ќе биде. Знаеш, самиот процес е многу подобар од остварување на некоја желба или цел. Тука се 100% се погодуваме. Значи, јас верувам во процес. Крајната цел е нешто што сакаме да го достигнеме. Убавината е
додека не го достигнеме тоа. Знаете, мислам, имаш некоја цел, така, Да. и сега работиш на тоа. За нешто ти треба повеќе време, нешто помалце. За мене процесот е многу поубав. И не само убавиот дел од процесот. Знаеш, кога ни убаво, кога се чувствуваме добро, кога работиме, кога без разлика зашто станува збор, може да биде за најмала работа. Но и моментите кога не сме можеби на вистинскиот пат, но го гледаме. Значи, ако јас си го знам својот пат, така, и ако работам кон некоја цел, јас знам дека кон таа цел има повеќе патишта. И можам да идам и од тука и од таму, исто во планинарењето, значи кон врвот има повеќе патеки. И верувам во процесот. Процесот е тоа што мене ме плени, не е целта. Целта многу пати, тоа го сватив уште пред некое време, знаеш, кога ќе имаш некоја цел, кога ќе постигнеш, си викаш, што сега? Што правиме? Подигнеме друга цел. Да. Значи, повторно си сега кога сватиме ова наша животна патека како еден огромен процес со, знаеш, повеќе цели, тогаш може полесно и ќе бидеме смирени, знаеш, дека добро, ако не исполниме целта, идеме друга цел, да готово, да. Нема, ја така, у подкастов најчесто се осврнувам кога зборам за мене лично со трчање, поготово дека е уско поврзано со моето ментално здравје. И кога почнав да трчам, мене целта прво ми беше да истрчам полумаратон за една година. И сега го истрчав полумаратонот, у Охрид баш го завршив, после некои 10 месеци кога почнав да трчам и после, која е следната цел? Да. После, не знам, земав трчав секој ден по 5 километри цел месец. И тоа го завршив. Сега ќе почнах се спремам за маратон да истрчам. И еве, за неколку недели се надевам дека и тоа ќе... Ама и после тоа имам некоја цел, после тоа која што ќе седнам и гledam, као помина маратона, дај да евалуираме, бидејќи на крај на денот тоа што кажете, ја уживам кога се спремам. Еве, трчајќи го водно матка ми беше како некое спремање кон таа цел што си ја имам замислено и најчесто е многу тешко. Поготово кога станува збор за некои физички работи, не знам, кога немаш повеќе што да даеш, ама мислам дека кога ќе поминеш тоа ниво кај што мислиш дека не можеш повеќе, тоаш токму тоаш почнуваш да уживаш во тој процес кога ќе си покажеш сам на себе дека уствари можеш и дека ќе продолжиш, или пак ќе најдеш кој што кажа ти, ќе најдеш или друга цел или некој друга патека како да стигнеш до таа цел. Секогаш сум велел дека се чувствувам жив само кога срцето ми е над 130 BPM. Да, очекување во минута. И од тука можам да се надоврзам на твојот мовет дека да, мислам, јас лично се чувствувам жив само кога нешто работам физички, значи нешто кога спортувам, нели? Се друго е преживување. А сега не знам колку луѓе ќе си го сватат ова си е за мене само. Дефинитивно процесот е нешто најубаво на свет и ако човекот се научи да ужива во процесот, целите многу полесно ќе доаѓаат и ќе бидат исполнети, да. Ти си сертифициран фитнес тренер. Кажи ми малце поеќе за тоа, како дојде до тоа, кажи малце што поеќе тоа значи и како тоа, во моментот за тебе се одвива. Да, сертифициран фитнес тренер од ACE, тоа е American Council on Exercise, една од најдобро рангираните институции за акредитирање на фитнес професионалци во Америка, патен во светот, нели, бидејќи американците го имаат тој златен стандард. Со спорт сум уште од малина за Ѓорги, значи најпрвен бев фудбалер, после тоа одбојкар. Одбојка престанав дека скршив нога на утакмица и после ми беше многу тешко као тинејџер да се вратам, па помина, па што ќе правам, кидам во теретана. Сватив дека сум жив над 130 BPM, тука беше тој момент. И кога сватив дека сакам да се занимавам со тоа, се сеќам на моментот, напишав на Google best certifications за тренери во свет и ми излезе, значи ISSA, NASM, ACE, тие три. И направив некоја анализа, знаеш кој е најдобар, и за ACE беше дека најтежок, идеме ACE. И така, единствен сертифициран ACE фитнес тренер сум во Македонија. Го сагам тоа што го работам, убаво ми е, се занимавам со спорт секојдневно и најверојатно
сето тоа се поврзува со моментот дека се чувствувам жив над 130 BPM и терам нешто цело време да правам, знаеш, од тој фазон. Да, тоа е, мислам, страст, уште од мали нозе, човечкото тело ми е многу интересно, посебно кога ќе го научиш, кога ќе го учиш, ајде да кажеме анатомски, па од биомеханичка гледна перспектива, мислам точка, како функционира и всушност што ние сме како луѓе, и е доста интересно и тоа секогаш ме провоцираше на некој начин. И е една огромна тематика која што никако целосно да ја разбереш, па од тука процесот Цел живот го учиш, да. Пред да снимаме, спомна нешто интересно кое што сакам пак да повториш. Како кога си почнал да се спремаш за да биеш сертифициран, си поминал, не знам, првите 80 страни биле само на тој психолошки дел. Да. Кажи ми нешто повеќе за тоа, како ти си фитнес тренер, работиш тоа, ама ти си многу повеќе од само фитнес тренер за луѓето со кои што работиш. Па да, дефинитивно. Психолог покрај фитнес тренер, мислам дека тоа е една од психолог, ама онака аматерски, нели се. Да, првите се сеќам уште пред 3,5 години веќе кога почнав, нели, процесот на сертифицирање, бидејќи ше доста интензивен. Најпрвин се соочив со психологија. 80-90 страни беа некаде, не беше кој знае колку многу детално, но сепак, нели, тие имаше Held Belief модел, Trans-Theoretical модел, како што се сеќавам, нели, модели на фази на човекот кој што ги поминува, на предконтемплативна, контемплативна, акциона, одржување фаза и така натаму. И си сеќавам, викам, што е ова, знаеш, што ќе ми треба, ама бргу сватив, бидејќи паралелно учев и работев како тренер кај мене во теретана, сватив дека сушност тоа е нешто што морам да го знам колку толку, бидејќи сепак работам со живи луѓе кои што секој си имали свој карактер, си има свое расположение, секој се наоѓа во една од фазите кои што ги спомнав, па треба од прилика да знаеме како да ги третираме за да ги стимулираме, а да не ги исплашиме на некој начин, па да си кажат, што е ова, не е за мене, или бидејќи има луѓе кои што доаѓаат со цел кејф на свет на вежбање, има луѓе кои што се мачат, буквално, идат со своите последни сили, и тоа се луѓето кои што се доста осетливи на било каков тригер, значи може да биде еден збор, може да биде мој израз на лицето, може да биде било што ќе го направам, што нема да се врати пак. И уште научив после толку време, уште кога ќе влезат на врата, да ги погледнам, знаеш, во лице и ги отприлика знам со што ќе си имам работа денеска со тој човек, бидејќи станува збор за луѓе кои што работат со мене на подолг временски период, луѓе кои што се со мене година, па има и 2. И да, психологијата е многу длабока и многу суштинско нешто што мислам дека секој тренер треба да го има, и затоа можеби сега и себично на момент, но ќе кажем дека да бидеш тренер е професионална работа. Јас не велам дека секој треба да биде сертифициран, но пожелно е да се сертифицираат луѓето, бидејќи станува збор за осетлива работа. Сега ако сакаме да бидеме инструктори, тоа е нешто друго, но кога си тренер работиш не само со физичкиот дел на човекот, со умствениот. Мотивацијата е тука присутна и да. Нема, за седно нешто треба да се надградуваш, тоа што спомна ти, мора да работиш тоа што сакаш прво, ама и во таа област во која што си има многу начини како да се надградуваш и да се надоградуваш секојдневно и да биеш многу подобро тоа што правиш, бидејќи пак причината е, например, зошто спортот и зошто некое движење или ти убаво го кажат над 130 BPM очекување кога срцето ти е стварно активно, ќе се повтара оваа тема во подкастот и најчесто и дел од луѓето кои што ми се гости и ќе ми бидат гости работат со тоа, бидејќи сметам дека не е само спортот као спорт таков, окей, ќе излеземе, ќе трчаме или ќе шутираме топка или одбојка ќе играме, туку е многу повеќе од тоа, поготово кога станува збор за раст на некое дете или па и
еве ти сам спомна, само до тоа што окей, не си можел да играш професионално да се занимаваш со тоа, ама си барал начин бидејќи тоа ти бара телото, тоа ти бара да се чувствуваш жив. И као таков е многу важен, поготово од таа страна кај што да, тие што работат професионално како тебе, многу е важно и да знаат што работат, да не биде само Да, и тука е моментот дека нели кога се занимаваме со некоја физичка активност, спорт било каков, тоа го правиме, јас ги делам тие две фази. Првата фаза е вежбање за естетика, ајде да кажеме. Сега ќе се фокусираме на фитнес, вежбање за естетика, сакаме да изгледаме добро, да се чувствуваме добро. Ако ја поминеме таа фаза, тогаш влегуваме во фазата на вежбам дека се чувствувам подобро. И тука можеме да се надоврзам на двата типа на мотивација, тие се екстринзична и интринзична мотивација. Значи екстринзичната мотивација кога нешто надворешно мотивира дека мораш да направиш промена. Пример, докторот ти речел дека имаш висок крвен притисок или високо ниво на холестерол, па треба да започнеш со движење и ти знаеш си исплашен по твоето здравје и надворешно си мотивиран да почнеш со физичка активност, а додека од другата страна е таа интринзична мотивација која доаѓа од внатре од самите себе си, дека ни е убаво да вежбаме, се чувствувам убаво со лачење на допамин при вежбањето и така натака. И тоа е мислам поделбата, знаеш, дека да, вежбањето е физички процес, но е исто така и умствен процес. Јас тоа цело време го зборам. Значи, тука е првата конекција е проприоцепцијата. Проприоцепцијата се дефинира како свесноста за положбата на нашето тело во однос на надворешната средина. Значи, имаме проприоцептори ние во нашето тело, тоа се три вида на површината на кожата, на површинските слоеви, подлабоки слоеви и во самите зглобови. И тие праќаат информации до централниот нервен систем, ние како сме позиционирани. Значи, од тука веќе ние свесно мораме да размислуваме за физичкото што го правиме, нели физичкиот дел, механичкиот, односно биомеханичкиот дел во однос нели на нашата свесност за тоа. Значи од тука почнуваме, а камоли нели за после тоа за лачење на пример, за кога почнуваме со вежбање на епинефрин, нели на адреналин, значи не се отварат крвни садови, поубаво дишеме, лачење на допамин, значи се чувствуваме поубаво и од тука се надоврзуваме на тоа дека пример ти кога не знам сигурно се приметил дека кога се занимаваш со трчање, убаво ти е, кога ќе застанеш можеби, допаминот ти е малце горе, исто и епинефрин и норепинефрин, и ти муабет може да правиш со некој и задлабоки теми, така е, значи тоа кај мене се случува, кажи речи секојдневно, значи луѓето кои убаво кога вежбат си кажуваат работи, сакаш. Некојаш кога ќе го кажам тоа на некој, мене ми се деси пред некое време, long run, 25 км трчам, ама лесно трчање, кај шо најчесто нели тоа conversational pace, кај шо може и да разговараш. И сега на луѓето им е чудно, баш тоа бев на повик со некој, сите 25 км ги истрчав така, зборејќи со таа личност. Мене ми беше преубаво. Кога заврши ми беше многу убаво и се чуди како зошто како можеш да трчаш и да збориш. А истрчав 2 сата и 30 на минути например. Ама токму тоа што викаш како убаво ти е и затоа некојаш стварно уживам, да некојаш сакам сам да одам да трчам, пошто некојаш тоа ми треба, дали од, не знам, негативна енергија у мене, па сакам да истурам или имам workout, треба да завршам тоа што ама еднаш барам во месецот, 2-3 пати во месецот, сакам да истрчам со пријатели, со луѓе или така на кол некој, бидејќи феноменално е чувството да можеш да разговараш со некој да трчаш, и баш важда и хемиски е тоа така, не е само тоа е хемиски физички причинето за стимулирано физички за зголемување на лачење на одредени хормони кои што ги имаме во нашето тело, за да ти се чувствуваш подобро. И од тука можеме слободно да кажеме дека физичката активност е во природата на самиот човек.
патем, ајде не би рекол болест, но негативност на модерното општество е баш тоа, значи спротивното, врзување за стол, недвижење, бидејќи ние како физички суштества, како механички суштества, биомеханички, пред се сме дизајнирани, да кажеме дизајнирани, да се движиме така. Значи ние имаме нозе. Тие нозе не ни се за да бидат осиена положба секој ден да седаме. Ние треба да се движиме. Движењето е тоа што на нас не прави живи. Да. Не е само умствените процеси кои што ги имаме, бидејќи мора секој човек да се движи, кога се движиме е без разлика за какво движење, како спорт, се дешаваат тие хемиски промени кои што ни помагаат ментално или умствено да се прочистиме можеби. Да, и не за џабе тоа, например, ја од личен пример знам кога трчам, мене најдобрите идеи ми доаѓаат за, не знам, дали ќе биде за работа, подкаст, за нешто да направам, мене ми доаѓа, на некој начин мозокот ми се чисти за да може уште повеќе да размислам, нели, тоа и со, не знам, може и поврзано, може некоја, не знам, се тушираме. Најдобрите идеи доаѓаат, да. Кога, нели? Под туш, да. Да, под туш или за мене, трчање, кај што, не знам, ми се десило. И најчесто тоаш можам убаво да се посветам, дали ќе пуштам некоја аудио книга, или ќе зборам со некој, или некој подкаст ќе слушам. Несфатливо е за луѓе, ама мене, например, ја тоаш најубаво размислувам, поготово од сабајле, ако излезам од 6,5 сат сабајле, но пола сат, 45 минути, до сат време трчање, ја имам сите идеи на светот што може. И после тоа, нели, почнува денот, обврски, едно друго, ама идеите најчесто ги добивам или под туш, или кога трчам. И тоа што кажа несфатливо е за луѓето, но во принцип несфатливо е за луѓето кои што го немаат пробано тоа. Пак ќе кажам, не сум адвокат дека секој треба нели да се занимава со физичка активност. Тоа луѓето што сакаат, нели, секој си прави што сака. Но барем еднаш да пробаат. Пешачење навечер, саат време, толку треба. И има во Струмица, ние најчесто викаме ќе одиме на градска. Што значи ќе одиме на градска, искачаме надвор навечер вообичаено. Саат и пол и шетаме околу град. Со некој си, ама не онака спортски, баш лежерно, но знае со муабет да се малце да убрзаш темпо, муабетот многу поубаво води. И тоа е терапија на некој начин. Посебно ако си со некој човек кој што ти е близок, со кој што може да разговараш за што ти се случило од денот крај, не мора да разговараш за што ти се случило, разговарај за било што, но чисто за да го имаме тоа физичкиот дел и поврзаноста на физичкиот дел со умствениот дел, дека не се засебни два дела, да кажеме, туку многу тесно комуницираат еден со друг. Да, тоа е. Ја исто, ако не слуша некој, не сметам сега дека сите мора да трчаат или не знам, да бидат ептен физички активни, ама и тоа пешачење 15 минути, 20 минути, пола сат време, колку кој може, е многу важно и потребно за да можеш да функционираш, да имаш некаков баланс помеѓу тоа и физичко и ментално, ти помага многу, има многу придобивки. Сакав да ние може вака да продолжиме, ама сакам да спојам ова што разговараме со планината. И ти си најчесто пред снимање спомнати не трчаш на рамни патеки, најчесто по планини си. Да. Кажи ми нешто повеќе за тоа, како се ствара таа твоја љубов кон планинарење, алпинизам и планината како таква и што се имаш достигнато у тој поглед? Па најверојатно кога сум размислувал почетоците на моето планинарење, мислам дека се некаде во средно училиште, во средна школа кога бев, идев по планини, ама онак со група луѓе и несвесно го перцепирав тоа дека ќе се занимавам со тоа, знаеш, како хоби, туку ми беше убаво. Помина некое време тие студентски денови кога забораваме на се, значи што сме, нели, само уживаме во моментот. Мислам дека ми беше потреба кога се вратив во Струмица, во Скопје 4 години, кога се вратив во Струмица ми беше потреба
И за 1 мај се сеќам, на Беласица отидовме прв пат и се качив горе на тумба, на највисокиот врв на Беласица од наша, од македонска страна. И викам, што е ова, знаеш, високо го гледаш, ја гледаш цела Струмичка котлина, убаво ти е, со убави луѓе околу тебе. Одма знае дека ќе се навлечем. Тоа беше пред некои 6 години, онака активно кога почнав. Многу брго почнав со планинарскиот клуб Ентузијаст од Струмица, каде што сум уште член. Многу брзо почнав. Ме завлече и повторно ги минав тие 2 фази претходно што ги кажав. Најпрвен ми беше она спортскиот дел, кога сакав што побрзо да го качам врвот. Мислам дека секој планинар го поминува тој дел кога трча кон врвот, а овие поискусните што се поназад ти викаат, чекај малце, знаеш, не се брзи, воопшто не е тоа поентата. Не, ја морам прв да стигнам и така. Значи поминав некоја си година, 2 во таа фаза. И после сватив дека не е тоа поентата, дека поентата е да уживаш во природата, да поминуваш време со самиот себе си, иако си со група на луѓе, но во тие моменти кога се искачува врв, кој што е, ете да кажеме, напорен, нема муабет воопшто, бидејќи тука срцето не е на 130, на 160, па дури на 189 ми е рекорд на сат што го имам видено, тука нема муабет никаков, тука сме сами со себе. И во тие моменти, она што го кажувам многу често е на новите почетници планинари кои што ме тешко е да научат како да го исклучат гласот во својата глава. Не знам дали се применува во секоја, нели, во секоја ситуација, но во таа ситуација да, бидејќи гласот во вашата глава ќе ви каже што бараш овде, што ти е тешко, ти е, знаеш, нема да можам, ајде уште колку има. Значи, кога ќе научиш да го исклучиш гласот во твојата глава при планинарење, не разумот, значи далеко од тоа, ами гласот само што ти збори о позадина, тогаш ќе научиш или ќе сватиш дека е многу убаво пред се да го поминаш тој процес. Значи и да се најдеш во ситуација каде што си ти со самиот себе си, како што си, без надофрлување од тој глас. Значи ти си во моментот ти, нема никој друг. Спешачиш нога по нога, стигаш и после тој допамин, значи кога ќе се смириш, допамин, наш епинефринот с тие работи, се муабетот е горе. Планинарењето од секогаш ми било од секогаш. Во тие 6 години сватив дека е мојот повик, таму си го најдов својот мир, буквално, и секогаш кога ми треба време за да се смирам, ете конкретно пред 3 недели, тука некаде 2-3 недели, доживев бърнаут. Буквален, тотален бърнаут доживев и реков на мојата сопруга, викендов идам на Беласица, морам, дека ми треба. Не е дека ми треба едноставно, не се чувствувам добро, станувам изморен, спием по 8 сати, 7 изморен, станувам каша во главата, идам на планина. Отидов на планина, 2 дена се вратив нов. Идем одново до следниот бърнаут, значи така е. Тоа е процесот. Нема, тоа е и многу е убаво што еве знаеш што ти треба. Вики не секој го има тоа достигнато и тоа пак е до можеби непробување и немање тоа такво искуство да трчање, планинарење, што и да е. Ама и убаво е што знае, окей, се чувствувам лошо, не знам што ми е бърнаут го спомна како причина, ама знам што ќе му помогне или што може да му помогне и ги имаш тие неколку дена на Беласица и си као нов после тоа. Да, мислам секој си има нели свој начин како се справува со одредени ситуации, конкретно и со бърнаут, иако мислам дека многу луѓе не знаат кога се наоѓаат во бърнаут момент. Значи бърнаут е релативно нов термин, мислам дека е релативно нов термин, кога изгоруваш, прегоруваш, тоа е, јас мислам дека поубаво не може да се опише. И секој си има свој начин како се справува со тоа, мене ми е природата и физичката активност. Тоа ми е. Проблем е кога ќе се вратам од природа, уште ми трае. Ретко се дешава, ама тоа е проблем. Али во секој случај природата е лек за се и јас секогаш ќе велам дека ние сите сме дошли од неа и еден ден повторно ќе се вратиме, ќе станеме дел од неа, а се додека сме тука сме нејзини гости. Да. И имаме морална вредност, морална обврска да ја
негуваме и заштитуваме, бидејќи немаме друго. Знаеш како модерни луѓе, мислам дека многу забегавме од природата. Ете сега и ние седиме во 4 ѕида така. Доскоро бев на една панел дискусија на тема на како да ги приближиме децата до природата. И сите предлози кои што беа дадени беа онака баш од карактер на да се учи од книга. И тука стана мојавето дека ние не можеме на децата да ги учиме за природа, а не сме ги однеле во природа. Значи, нели? Не можеш ти да учиш нешто за нешто не можеш да го фанеш. Сега конкретно станува збор за одредено растение, одредено дрво, значи. И природата е дел од нас и како таква треба да биде искористена како алатка која што ќе ни помогне да бидеме ментално посмирени. Ете, така бе завршил. Јас секогаш, например, не знам, познавам луѓе и семејства кои што сите, например, од најмали до најголеми и трчат и се качуваат на планина неретко, дали ќе биде mountain biking, дали ќе биде само пешачење и скачување, дали ќе биде трчање и секогаш и тоа сакам да го направам еден ден кога ќе бидам јас татко, кај што ја ќе го поставам тој пример за да на било каков начин моите деца бидат го имаат тој пример и се на некој начин може и предизвикани да бидат активни. Дали ќе биде тоа трчање, дали ќе биде пешачење, дали ќе биде mountain biking, дали ќе биде нешто сосема не знам, 4-5, ама да бидат активни, многу е важно тоа што спомна и ти. Не можеш, ја на пример, ја лично за себе знам дека до пред да почнам да трчам, не се сметал за себе како некоја личност која сака да биде надвор, сака да биде во природа. Ама од кога почнав и да трчам, и да бидам многу поактивен, јас се сеќавам еден месец од кога почнав да трчам, беше искачувањето на кораб. И не планирав да одам, ама Клеј кој што ми е ментор, зборавме нешто дента пред, тој вика, ние ќе се качуваме на кораб утре, ако сакаш дојди со нас. Го направив тоа и прво бев изненаден колку само по-фит сум ја од кога почнав да трчам и не ми беше премногу тешко да го искачам кораб, ама и беше едно од оние чувство која си исполнет. И се качуваш до горе, па ќе седнеш малце, ќе видиш што се околу тебе има, ја гледаш Албанија, ја гледаш нашиот дел. Многу луѓе има, пошто нели, тоа е годишно искачување на кораб баш за... Тоа беше на 8 септември, мислам. Да, баш околу 8 септември. И на вистина има моменти кај што сум бил така исполнет, ама тоа е еден од моментите кај што сум бил најисполнет било кога. Си со луѓе кои што кажат ти, си со луѓе кои што ги сакаш и ги почитуваш и убаво ти е со нив, ама и на некој начин си сам со себе. Планината, си уживаш у тоа што гледаш и едно од оние искуства кои што ми помогна, сам на себе да сватам дека треба почесто да правам тоа, дали ќе биде тука на водно или кога сум дома, можеби, уште не сум се качал на веласица, ама ќе треба да сменам тоа скоро време. Бидејќи не поминувам толку време во Струмица и некојаш со брат ми се договараме, ни ја ни он не може да се фатиме во исто време кога сме дома. И ама тоа го сватив само така. Не требаше некој да ми каже, знаеш колку е убаво, не, сега ова ние што збориме, ама ти, ако не слуша некој, пробајте. И ќе видите, може за вас нема да функционира, може нема да функционира, ама on the off chance дека стварно може и да... Мислам дека зборувањето или, ако на некој му кажуваме дека колку е убаво, знаеш, исто како и со вежбањето, ако на некој околу мене, близок или како и да е, му кажам дека треба да почне со физичка активност, дека е убаво. Има еден момент кога можеме да предизвикаме и контра резултат со тоа што дополнително ќе ги одвлечеме или ќе ги оттргнеме луѓето од таа активност. И затоа најубаво е тоа ти што си го направил, кога никој не ти кажал ништо, не си имал некакви очекувања, само си отидол, си видел како е, си се почувствувал убаво и сега знаеш дека може да идеш пак. Не мора да е на кораб, може да е на било кое друго место.
може да биде само у парк, прошетка. Да. Значи нашите очи треба да гледат зеленило, тоа е. Може на матка, например. Матка е долу, преубаво. да, Матка да. е преубаво, да. Матка е навистина преубаво. Сум имал ситуации каде што одредени луѓе околу мене поради здравствени причини требало да почнат со физичка активност. И баш од тоа често, не од моја страна, бидејќи јас знам дека не треба така, но од луѓето кои што се околу нив, од премногу зборување дека треба да идат, дека мора да идат, тие луѓе се повлечуваат се повеќе и повеќе и го гледаат тоа како посебно ако станува збор за луѓе кои што не сакаат да прават работи кои што им ги кажуваат другите луѓе, сваќаш. Значи го гледаат тоа како ако го направам тоа, ќе го прифатам твоето и ќе признам дека си во право. И нема да го правам за инат и покрај тоа што Знам дека треба да го правам. А со тие луѓе барем јас, знаеш, тука е најтешкиот момент, бидејќи не знаеш како. Значи, не знаеш како, ниси да им кажуваш, ниси да не им збориш, значи, си во некоја ситуација каде што може би многу суптилно, можеш да му кажеш дека си поминав многу убаво, супер беше, не беше тешко, па може би ќе го излежаш малце, нели, за да дојде да проба, али таа е ситуација кај што мора ете како тренер, а и само и како човек кој што е свесен, нели, за последиците кои што ги имаат нашите зборови пред се, треба да се внимава како се зборува со луѓето. Ја најчесто сега што правам ги викам луѓе да дојдат да ме гледаат како трчам. Бидејќи мислам дека една од работите кај што поготово на трки на пример, на водно матка или на претходни трки, сакам да идам со луѓе и им викам не морате да трчате, ама дојдете, пошто убава атмосфера, ако ништо друго. И да не ги мотивира нив сега да почнат да трчат, пошто крај тоа што викаш ти исто тоа мислам, не секој треба да трча и не секој мора да трча. Ако сакаш, излези истрчај, ако не, пешачи, ако не, седи дома. Тоа е лична одлука која секој сам си ја прави. Ама кога ги викам луѓе, и сите имаат најчесто убаво искуство, бидејќи едно на трки искуството атмосферата е многу убава, луѓето таму кои што сме, кои што и трчаме и навиват, е нешто не секојдневно и сите се со убава енергија, со ведар дух, убаво. И така ја ги не им кажам ајде сега ќе трчаме заедно маратон или полумаратон или колку и да, ама дојдете. Ќе трчам да навивате за мене, например. И тоа ми е едно нешто, мене знам дека многу ми помага, кога некој ќе видам у публика, да трчам, мене ми се десило на Скопски маратон лани, кога го трчав полумаратонот, у моменти кога ми беше најтешко, луѓе кои што ги знам почна да викаат по мене. Ја се расплачав буквално и ми дае сила да продолжам да трчам, да го истрчам уште тие некои 10 километри што ми остана. Тоа, малце себично, дојдете да навивате за мене, ама и знам дека колку и мене таа атмосфера ми помогна да останам активен, да гледаш луѓе, да збориш за и овие теми, можеш да си направиш муабет колку е само важно. Така, се согласувам и убаво мислам и да се спомне тој аспект, бидејќи не секоја се збори за тоа колку само може и токсично да биде од наша страна, например, ако збориме нон-стоп. Да. Мора да правиш, мора да бидеш активен. И за ментално здравје, како може да премине и некојаш и преминува, тоа контраефект има, тоа што збориме, ама се надаме, ако некој не слуша сега и се мислел, бил на граница дали да направи нешто активно или не, да направи тоа. Сакам последно со тебе, и ќе се сеќавам у овој момент да ја поздравиме Сања која што не спои двајцата. Поздрав до Сања. Ја сакам и не да ја уведам да дојде да разговараме, не спои двајцата и кога ми кажа вика има поминато трансферзалата. Што е трансферзала и како се случи цело тоа? Западно-македонската трансферзала е доскоро беше најдолгата планинарска патека. Сепак, најдолга обележена планинарска патека во Македонија, која што тргнува од врв Љуботен, па се до Црвена вода, селото кој што блиску Охрид. Има вкупна должина со се контролни точки 225 км, без контролните точки, значи контролни точки се сите врвови попат да ги искачиш, сите. Без контролни е 195.
патем најдолга сега, мислам, планинарска патека, не знам дали е обележена, е Самијана трейл, кој не знам дали си чул. Дек мислам дека околу 2000 километри, Да. всушност ја поминува цела Македонија во обрната осмица, во тој како беше знакот за бесконечност, Да. така беше, да. Тоа е моментот кога сватив, кога сакам се повеќе и повеќе, но не тоа себичното се повеќе и повеќе. Ја знаев како планинар западно-македонската трансферзала, како патека, се одржуваше секоја година, летото. Трае некаде од, сега ние ја поминавме во рекордно време, прв пат од 40 години, за 6 дена, за 195 километри. Трае некаде, значи 7, 8, 9, зависи нели групата колку е. Се оди секоја година, мислам дека лани не ја оде, пошто немаше кој да ја води. Станува збор за планинарска патека која минува цела Шарпланина. Првото значи тргнувањето е од Старо село, мислам дека беше селото под Љуботен, ако не се лажам, Старо село беше. Ме буни со Ново село, мислам дека беше Старо село. Се искачува Љуботен како прва контролна точка и тука се спие. И после цела 4 дена над 2000 метри надморска висина, без мрежа воопшто, без телефони, без никаков контакт со цивилизација, се што имаш на грб ти е шаторот. Јас што се зафркавам, папагалска храна. После 4 дена се стигнал во Маврово, се преминува таа патеката Печалбарска. Се преминува, се оди во Галичица. Во Галичник се извинувам, во Галичник, па од Галичник се оди некај Селце, Тресонче, Лазарополе, Гари, се преминува Стогово, Бабин Срт е последниот врв и после се спушташ кон Црвена вода. 6 дена, прекрасно искуство, пешачење по 15 сати на ден. Сваќаш дека за да преживееш не ти треба многу, бидејќи буквално во ранец имавме многу, се сеќавам, ни рекоа едно црево кулен, а јас не јадам совместното, значи едно црево кулен, една пита кашкава, еден бел леп, и тоа не јадам, ама нели мораше, јаткасти плодови 500 грама, што има суво овошје 1 тон и електролити, толку. Како викам толку 4 дена, нели, после Умарово се симнуваш у Галичник, ќе се надополниш што ти треба, ама 4 дена. Не се секири. 4 дена, првиот ден тешко, вториот ден сваќаш, знаеш дека телово може да функционира, после третиот ден нема јадење. Значи само тука сватив дека за да преживееме ни треба многу малце и дека сето тоа што го правиме во удобност, во комфортот на нашиот секојдневен живот, нели сега е премногу, али така ни налага животот, да кажеме. И едно преово искуство, едно нешто што ми остане усеќавање е дека сите 6 дена не ни падна капка дожд. Воопшто не ни падна капка дожд. А последниот ден во Црвена вода, крајна точка, едно црквиче, мала црква тамо во селото. Само што стигнавме, значи пошто бевме оддалечени еден од друг, кога стигна последниот фрли ранец и почна и се истори, ама се истори 2 сати, знаеш, што истурење. Многу убаво искуство, препорачувам на секој кој што мисли дека може да го издржи, бидејќи не е лесен подвиг. Пешачи по цел ден, гласот мора да биде исклучен, дека го почне да збори, нема начин, нема момент, нема ситуација каде што ќе си кажете, знаеш, што ми требаше. Тоа не треба да ви се случи. И е искуство кој што ќе го памтам и знам дека имаше еден момент само кога помислив дека ова да го поминам и не ми треба повеќе. Ама кога го поминав, си викам ќе се вратам еден ден, па ќе сака нека биде. Да, убаво искуство во секој случај. Да, каде се спремаш за тоа? Многу интересно. Знаев дека нема да јадам, дека нема да се јаде. Во тој момент не вежбав фитнес воопшто во смисла на кревање тегови, дека имав повреди со рамењата и возев точек многу. И последниот месец пред да тргнеме, значи буквално последниот месец го намали внесот на храна. На внесување на храна, значи буквално се стави во тој мајндсет да не јадам или да ја јадам таа папагалска храна за птици, да ја јадам, со тоа што се истренирав самиот себе си и физички, па и умствено,
дека ќе дојде момент кога тоа значи треба, тоа ми е нормално. Значи не е да јадам до последниот ден, па ајде сега од утре, знаеш, идам на трансферзала и знам дека нема јадење, нема вода, се пиеше многу. Така да се спремав строго со точек. Над Струмица има ридови кои што имаат убави патеки за возење точек и се апхил нагоре, тоа е даунхил, знаеш како е. И но тоа беше главниот момент кој што сакав да го спомнам, е дека последниот месец пред да почне трансферзалата, се ставив на тој, во тој мајндсет да престанав да јадам, буквално од утре престанав да јадам, јадев јаткасти плодови само, бадем и индиски суво грозје, пиев вода и имав еден така пообилен оброк во текот на денот, наместо 3 или 4, еден, со што кога дојде веќе, нели, времето да, односно моментот да тргнеме на трансферзалата, јас веќе бев во некој си мајндсет да го истренирав телото, па и умот, може би малце, да ме припреми за тоа што следува и така ми беше полесно, иако првиот ден беше онака тој прелазниот дел, каде што знаете дека ќе биде тешко, но телото не знае. Вие може би умствено знаете, но телото не знае кога го ставате ранецот, кога сваѓате дека ранецот е тежок. И тоа беше најголемата промена и мислам дека најбитното нешто што го направив. Во разговор со другите патем членови 7, заклучно и нашиот водич Марио Шаревски, кој што морам да го поздравам, сватив дека никој тоа не го правил. Ама ете, тоа така се функционира. Да, супер. Која е, пошто зборевме за цели, која е твојата следна цел? Мојата следна цел, има една патека кој што веќе ја поминав на Беласица. Станува збор за искачување на сите врвови во еден ден. 6 врвови се. Ја поминав патеката лани, но по моја грешка лажно ја маркирав со GPS. И сега ќе морам одново да ја поминувам. Тоа ми е целта. Станува збор за 13 часа пешачење, цел ден, 26 километри, се искачуваат 6 врвови, се оди компактна екипа, бидејќи мене ми треба двајца со мене кои што знам дека нема да се откажат. И тоа ми е следно во јуни. Да, во јуни. И во мај правам свадба, така да тоа следна цел. Прво ми е свадбата, после ќе се мислам. Да, после Беласица, да. Да, супер. Така, сега, пошто ова го спомна и ушова и после ќе превршуваме. Колку е важно тимот со кој што, на вакви некои поголеми искачувања, колку е важно да имаш тим околу себе? Би рекол многу. Многу е важно. Бидејќи луѓето со кои што најпрвин, кога станува збор за искачување на некој врв или исполнување на некоја цел, ако тоа се прави тимски, мора убаво свесно да се размисли за какви луѓе станува збор. Значи не е сега по секоја цена и јас ќе дојдам. Јас не можам да забранам на некој да дојде со мене, така. Освен ако сметам дека може да има последици од безбедносни причини, знаеш дека човекот не е спремен, дека може ќе му биде нешто за него, или може би нас ќе не стави во некоја животна опасност, каде што знае за некој зимско искачување да се случи на Шарплање, на Бориславец. Ние не го искачевме, се вративме дека не гледавме прст пред око, а на GPS ни вели дека на 20 метри од десна страна има провали од 150 метри. А ние не гледаме прст пред око, враќање назад. Значи во тие моменти тимот е многу битен, бидејќи што бива ако некој што ќе се случи ако некој каже јас ќе идам. Не ми е гајле, јас ќе идам. Ќе пробам по секоја цена. Тимот е многу битен, тоа тимот се правише пред самото искачување, сега има врвови кои што се доста лежерни за искачување, кои што се само едноставна прошетка во планина, има врвови кои што бараат многу внимание, односно бараат спремност. И тимот е можеби единицата која што го прави тоа искачување да биде лесно, може би не физички, ама лесно логистички, да кажеме, или може да биде логистички кошмар. Значи, буквално сме имале ситуации каде што сме искачувале врвови во кои што ни се преклучувале луѓе кои што опет да кажеме имаме снег од метар и луѓето доаѓаат у патики. Јас им викам, значи не можеш во патики да качуваш на снег, значи ќе ти замрзнат нозете, циркулација,
ќе ти биде нешто, не, ќе дојдам. Моја работа е да ти кажам. Не можам да те врзам за некој дрво, знаеш да не можеш. Јас ти кажувам и тоа гледаме да го правиме. Ретко се случува, но се има случувано. Го правиме пред други луѓе, сведоци кои што посведочиле дека јас сум му кажал на човекот, дека тој си одговара, нели, на своја одговорност и е информиран. Поединците се тие кои што го прават тимот. Значи сега ние не искачуваме врови кои што се за како да се изразиме, најопасен. Не најопасен, ама најтежок е Олимп, Митикас, кој што го имам искачувано. Тргнавме да го качуваме 14 луѓе, го искачивме 5. Но многу убаво се донесе одлука, кога Олимп, не знам дали си имал прилика да Олимп... Знам за него, ама не... Олимп е планина која што баш си го носи таа титула на планина на боговите и мислам дека кога ќе го видиш горе врвовите Митикас и Стефани се двата невисоки, ќе сватиш зошто е тоа така. Бидејќи станува збор за, јас упорно викам, жилети. Значи кога ќе погледнеш жилет, значи онака баш. И луѓето кога го видеа се исплашија и рекоа и не идеме. Добро, не идете, водич со вас назад, кој иде, тие одиме. Добро, 5 луѓе мислам или 6 бевме, одиме. Во секој момент, ако нешто не е како што треба, се враќаме назад. Нема значи егоистичното тоа јас морам, бидејќи планината е таму. Таа секогаш ќе биде таму. Ние можеме да се качиме да пробаме, ако не бива, се враќаме друг пат, крај не мора да се вратиш никогаш повеќе ако нели се исплашиш. И тука е моментот на потребата на цврсти карактери, конкретно во таа ситуација, цврсти карактери, кои што се самите поединци и кои што го прават целиот тим цврст, за да може да безбедно да одлучи дали се продолжува, дали се враќаме назад и крајно нели резултатот каков ќе биде. Бидејќи планините се такви да тие не сакат да те повредат, тие се таму и само постојат, нели. А нашите одлуки како дали ќе пробаме да искачиме нешто или да одиме некаде каде што можеме да идеме или не можеме, се тие кои што крајно го врдуваат тој плод кој што може да биде негативен или лош. Што имаш на некој кој нема тоа никогаш направено, па макар било и некое лежерно искачување, кој би бил твојот совет до луѓето кои што би сакале или би го направиле тој некој прв чекор во планинарење? Да би рекол да не се плашат. Луѓето се плашат од работите кои што не ги разбираат. Да не се плашат да пробат, бидејќи животот е краток и долг во исто време и убаво е да човек да проба нешто ново и па макар и да не му се допаѓа, знаеш, јас секогаш си кажам самиот себе си подобро нешто да пробам, а да не ми успее, него да не пробам и потоа да се мачам цел живот зашто не сум го пробал. Нека пробаат без разлика за што станува збор. Пред се тоа ќе го направат се луѓе кои што ги сакаат и ги почитуваат околу нив, бидејќи целото искуство ќе биде полесно. Значи не секоја планина и не секој врв е напорен. Не мора да биде врв, може да биде некоја ливода, некоја река, некој езерце. Нека отидат и кога ќе отидат, нека легнат под сонцето, нека ги затворат очите и нека заклучат едно 5 минути и ќе сватат за што станува збор. И мислам дека многу повеќе ќе им помогне да бидат смирени, бидејќи ако сме смирени за самите себе си, тогаш ќе бидеме смирени за другите повеќе и многу полесно ќе станеме во понеделник да идеме на работа кога викендов сме биле некаде каде што сме го пробиле тој балон, знаеш, тој обрач, малце да го пробиеме и да направиме нешто што не го правиме и само ова ќе го кажам дека по дефиниција, не по дефиниција, но по размислување, волјата, односно моќта на волјата се тренира така да секогаш кога правиме работи што не сакаме да ги правиме. Значи, ако правиме постојано работи, не постојано, но од време на време работи кои што не сакаме да ги правиме, ама стварно не сакаме да ги правиме, тогаш ние билдаме карактери и ја билдаме таа волја за да правиме нешто, да работиме на нешто. Така да нека пробаат нешто ново, не мора да биде воопшто напорно и да не им се
допадне, да знаат дека пробале и да им биде мир на душата после. Добро, за крај, последните 4 прашања кои што секој гостин ги добива. Кога последен пат си плачал? Кога последен пат сум плачал? Знаеш, не ми текнува. Можеби мислам дека денот кој ја запросив супругата. Мислам, не сум сигурен, ама онака да сум плачел од дна трептен, јако можеби, не знам, 2 години сигурно. Сигурно. Која е најдобра инвестиција што сам себе си е направил за твоето ментално здравје? Кога сватив дека секој човек треба да поминува одреден дел од своето време потполно сам. И сам со своите мисли. Тогаш почнав да се запознавам самиот себе си поубаво и полесно разбрав што сакам да бидам, што сум бил, што сум во моментот и сватив дека многу поубаво се чувствувам кога сум смирен, кога имам, знаеш, имам еден момент кога сме премногу зафатени од многу работи. Премногу сме зафатени и не помену, јасно пример ќе се земам за пример, цел ден сум со клиенти. Цел ден, апсолутно, јутарата на гужва, луѓе, ќе сидам дома, нели, супругата и така натаму, значи без разлика. Не сум сам. Кога сватив дека морам да го имам тој момент, макар еднаш неделно, саат време во природа, не мора да биде во природа, кога сум сам, кога трезвено ќе размислам за моите постапки, за што сакам да бидам, тогаш почна моето ментално здравје да се подобро. Да имаш можност да се вратиш наназад 10 години, што би си рекол сам на себе? Верувај во животот, сакај ги работите, тоа што го реков, сакај ги работите искрено, не ги посакувај по секоја цена и се што ќе сакаш, се што ќе посакаш во вистинска смисла на зборот, во таа најчиста смисла на зборот, ќе го добиеш, само чекај. И работи на тоа. И за крај, прашање за оние што не гледаат или слушаат сега. Прашање за оние што не гледаат. Кога последен пат биле во природа? Нека размислат.